Благодарам, председателе. Почитувам председател на владата, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Првиве две точки на денешната седница се последица на резултатите од локалните избори и токму ради тоа се прават овие измени кои што ги имаме денес за разрешување, односно избор на членови на министри за владата на Република Македонија. Поместувањата во владината коалиција согласно коалицијскиот договор и индивидуалните капацитети на поединците се основа за ова што денеска го разговараме. Првиот предлог Муамед Хоџа за министер кој што ќе раководи со Министерството за животна средина и просторно планирање, гледајќи го професионалното и политичко искуство, но и институционалното искуство на господинот Хоџа, можам да кажам дека од прва вака ќе ја добие целосно поддршката од страна на пратеничката група на ВМРО-ДПМН, но секако и во континуитет ќе ги следиме неговите работи откако ќе го екипира кабинетот и ќе се зафати со активностите кои што самиот планира да ги направи, а секако и со дел од активностите кои што се дел од владината програма за реализација на истите, и затоа можам да порачам дека даваме целосна поддршка на активностите кои што ги планира господинот Муамед Хоџа. Би сакал да искористам приликата на денешна расправа и да дадам еден краток и објективен осврт на професионалните, управувачките и политичките капацитети на колегата Бекин Сали, кој што од редовите на пратеници ќе се пресели во владата на Република Македонија, знаејќи ја и гледајќи неговата досегашна биографија и јавен работен ангажман, станува збор за кандидат со релевантно искуство и еден од кој што работел во еден од најзахтевните, да речам, државни ресори, како што беше Министерството за здравство, што возможува аргументирана дебата за компетенциите кои што ги има и неговата подготвеност за работа. Личната биографија и професионалното искуство, но и искуството во политиката во изминатите години, но и моето лично познавање и она што го имам стекнато како мое видување за господинот Бекин Сали, можам да кажам дека јасна комбинација од стручно здравствено образование, управувачко искуство и на високи функции во извршната власт. Господинот Сали раководел со Министерството за здравство, кое што е еден од најкомплексните ресори и бара огромна посветеност и стручност, и самото негово раководење таму доволно говори дека тој поседува и капацитет за носење на такви одлуки, но и за работа под притисок. Исто така неговиот ангажман како шеф во кабинетот во Министерството за здравство и претседател на управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување укажува дека има суштинско и длабоко познавање на функционирањето на државните институции, меѓуресорската соработка и сето она што е потребно за работата која што ќе извршува господинот Бекин Сали. Важи за човек кој што има значително и забележително искуство со реформите, чувствителни јавни прашања и сериозни предизвици кои што се составен дел од ресорот со кој што раководел. Неговото политичко искуство, но и континуирана политичка кариера, градена годините наназад, се надевам дека ќе ги искористи за продолжување на континуитетот во неговата работа и на новата позиција во владата, бидејќи станува збор за личност која што веќе била дел од извршната власт, која ги познава процедурите, кадрите, но и тековните политички предизвици, знаејќи го како функционира, би сакал да му ја дадам целосно мојата лична поддршка и поддршката на пратеничката група на ВМРО-ДПМН, која што целосно, недвосмислено ќе застане позади неговиот избор, да му посакаме успешна работа и резултати, затоа што ако работи како што работеше во, да речем, во пратеничкиве редови, очекувам дека ќе биде од најактивните и највидливите министри во владата на премиерот Христијан Мицкоски. Колега Бекин Сали, целосна поддршка и за она што треба да го правите во наредниот период. Благодарам.